Власта се уште нема распишено конкурс за избор на нов нотар во општина Радовиш. Таму веќе повеќе од година време, заради пензионирање на претходниот, граѓаните за било какви нотарски услуги мора да патуваат во Струмица и се изложени на дополнителни трошоци. Радовишани со месеци реагира дека ова подрачје со околу 30.000 жители мора да има нотарска канцеларија. Тоа е лошо и жалосно е и мислам дека во најскоро време треба владата да именува нотар на подрачјето на општина Радовиш. Граѓаните секој ден патуваат до Струмица, се изложени на дополнителни трошоци, а слушам таму и нотарот постојано не бил на работното место, презафатен бил односно. Ова е мака за народот. Одат у Струмица, одат у Штип. Не е само нотарот. Многу работи немаме. Па многу работи нема. Што е потребно тука за градот нема. Па сигурно дека му треба место трошци да се прават во Штип и во Струмица, треба тука да се организира. Последните информации беа дека се чекаат измените на законот за нотаријат. Биле донесени во декември и првиот човек на општината, Герасим Конзулов, притиска пред државните институции што поскоро да се распише конкурс и именува нотар на подрачјето на општината. Нормално дека сме загрижени и не е sejedno кога ти доаѓаат граѓани од општина Радовиш до кога. Ете, сакам од прва рака да ги информирам граѓаните на општина Радовиш дека во тек е подготовката за распишување на јавен оглас за прием на двајца нотари кај нас. Според последните информации се очекува постапка да заврши до крајот на месец март и најкасно на почетокот на април веќе е конечно Радовиш да реши проблемот со нотари. Од Министерството за правда информираа дека деновиве ќе биде подготвен конкурсот, а во наредниот месец се очекува да биде и објавен за избор на нотар на општина Радовиш. Не конкретизира дали ќе биде за еден или двајца нотари. Постапката за избор трае со месеци, така што летово можно е радовишани по речиси 2 години да добијат нотарски услуги во сопствениот град.